Бувот вразумил еден цар. Чита Александар Станојков. Беше се заљубил еден цар во една жена и од големата севда што имал во жената, да беше сакала жената, царството би му го зела. Арно, ама не е текнувало на жената да му го посака царството, ами е текнало да му посака да ја направи царот една кула саде од кости од животинки. Едно чул тој збор царот од жената, распратил абери по сета земја да се повикаат од сите животинки по првиот што му бил, како кназ и како цар. Откоја зедо аберо царски големиците од животинките, тргнале сите и дошле кај царот. Од врапчињата големиот дошол, од гугучките големиот, од чавките, од страчките, од соколите, од орлите и од сите друзи што летаат дошле, само буо не беше дошол. Дошли и сите од животинките што се со 4 нозе големците. Од кучињата, од мачките, од кравите, од овците, од коњите, од магарињата, од зајаците, од лисиците, од волците, од мечките и од сите друзи со 4 нози животинки дошол и самиот цар на сите животинки, Арслано. Откоја беше се собрале сите главатари од животинките на едно место, тргнале да одат кај царот да му се представат за да чујат што и вика. Тргнал Арслано со орело напред и по нив сите главатари и се представиле пред царот. Сите му се поклонија на царот и се наредија пред него. Знаете вие големци што сум ве викал, али не знаете. Не знаеме, честити царе, му рекле, што си не викал. Слушајте сега да ви кажам, му рекол царот. Јас сакам од вас да ми донесите кости од животинки, колку еден сарај да направам голем. Аман, честити царе, му рекле, не стори се кајл да не мачиш толку многу, чунки не ќе можеме да најдеме толку многу кости. Зер вие не знаете, бре главатари, отиот цар збор не се враќа назад, се мачите, еден друг се јадите, или ако ќе сакаме ништо друго. А пак ако не можете да донесите, сите под сабија ќе ве клаам и ќе ве изгубам. Кога чуле тој збор од царот главаторите, се уплашиле едно чудо и никаков џуап не можеле да му даат на царот. Сите животинки се гледале едно со друго и се чекале кој ќе му дајат на царот џуап. На тоа замолчување туку се испрчило врапчето пред царот и му рекло: ако ни заповедаш, честити царе, да бараме крај за кости да ти донесиме, ами каму го буот да дојди и тој да бара крај? Али саде ние зер се најдовме да умираме? Бре, зер буот не е дојден? Ако е така, почекајте дури да дојди ти буот, за после ојте си, му рекол царот. Еве го, ене го буот, 3 дни беше поминале, дури дошол и се представил пред царот. Кај си, бре був, до сега што те немат? Зер ти не слушаш мојата заповед? Слушам твојата заповед, честити царе. Току бев се заватил во една голема работа, та од тоа се забавив. Ами која работа е поголема, бре, був будала, али мојата, али твојата? Мојата мислам да е поголема, честити царе. Чунки Есап направив колку мажи има на веков и колку жени, а твојата работа е за да направиш еден сарај од кости, како што ми кажаа друзи. Ете таа е мојата работа, му рекол царот. Ја кажи ми да те чујам, што работа си имал ти? Јас пребројав, честити царе, му рекол буот, колку мажи има на веков и колку жени. Арно, ама јас не се надеав да излезат 3 катои жени и 1 кат мажи. И затоа ми паднало мака и не толку. Или ако видов мажи да се како жени, голема мака ми паднало
оти да има мажи што да бидат жени. Кога чу царот тој збор од буот, на чудо беше станал, како може да се мажи и жени? Јас тука седам и се чудам, бребов, со твојот збор што го рече, од имало повеќе жени од мажи и пак мажи имало да бидат жени. Ја кажи ми да чујам јас какви се тие мажи што се како жени, му рекол царот. Ете како тебе сет, му рекол буот. Тие мажи што се жени, честити царе, атер да не ти остане што ќе ти речам, чунки си кинил сел по умот на една жена да ја правиш од кости сарај, за да погубиш илјадници души. Прее сапи се, а ако не си подолен од жена, тога ја губиме. Кога чу царот тој збор од буот, се сетил отиет подолу од жена, чунки послушал една жена да ја прави царе од кости на животинки. Брија насана што сум ти бил будала, си рекол сам со себе, и подолен од една жената да ме резиле еден буф и да се устремам. Не и се, ова ќе ми биде за ум. Ете што рекле стари, од кај што не се надеит човек, таму излегуваат зајак. И итрија и будалата едни пат се токму. Не и се, на буот јас ќе му го припознам ова добро и ќе му врзам еден тајн. Ашкол сум бребуф на твојо ум што ми го даде за јас да се свестам, за да не бидам жена, ами маж да бидам, и за доброто што ми го стори, на сите животинки треба нешто да те подарам за да речиш белиќатвар сам. Ете од моја страна ти подарувам да ти иди катаден еден по едно врапче в уста за да си го јадиш, дури си жив, таин да ти бидит. Лели ти го подаруваш со по едно врапче, му рекле другите животинки, еве и ние ќе му подариме уште едно за доброто што ни го стори. Ете од тој саат на буот му се давале по 2 врапчиња катеден да си јади. Арно, ама не ојде многу време и буот покажал еден будалак со тајнот на 2 врапчиња. Наместо 2 да јадит, едното го јадел и другото го обесчестувал. Од тоа безчовечно нешто на буот се дигнале сите животинки и ошле кај царот, да се оплакале за тоа нешто. И царот му го скусил едното врапче и останал само со едно до ден денеска да му влегува в уста. И затоа врапчињата трчаат околу него како слепи кога да го видат да лета дење, за кое од кое в уста да му влезит.